ВМРО ДПМН не ги признава овие избори. И нема никогаш да ги смета за фер и демократски избори. Покрај тоа што не ги признаваме овие избори за фер и демократски, ВМРО ДПМН бара итно враќање на демократијата и достоинството во земјата. Бараме: прво, организирање на предвремени парламентарни избори согласно пражинскиот модел, кои ќе бидат спроведени од техничка влада на исти начин како што беа организирани парламентарните избори на 11 декември 2016 година. Ајде, Заев, ако си толку силен и јак, да одиме на избори. Ако ние можевме да спроведиме избори по овој модел, најмалку што можеше и ти да се согласиш да одиме на избори по истој модел. Второ, итна смена на директорот на Агенцијата за аудио-визуелни и медиумски услуги и избор на директор на оваа значајна институција по предлог на опозицијата. Трето, оставка од председателот на Државната изборна комисија, Александар Чичаковски, враќање на старото законско решение и избор на председател на ДИК од редовите на опозицијата, бидејќи под плаштот на независен експерт всушност се инсталираше личност која не работеше правично и честно, туку по инструкции на друг. Четврто, итна истрага и вештачење со наше учество на уредите за прислушкување на УБК, заради основано сомнение дека полицијата врши прислушкување на најмалку 100 лица од редовите на ВМРО ДПМН. Пето, итно и без пролонгирање, завршување на судењето за случајот подкуп, во кој Заев на очиглед на целата јавност бара мито во висина од 200.000 евра. Шесто, основање на специјално јавно обвинителство, кое ќе има ингеренции за расчистување на изборните нерегуларности од изборите во 2016 и изборите во 2017 година, како и на злоупотребата на целиот државен апарат во изборни цели за овие избори. Седмо, откако се виде дека масовно се ослободуваат сторители на тешки кривични дела, бараме итно ослободување на лицата кои се во притвор и прекинување на процесите против сите граѓани за случувањата на 27 април 2017 година.